секогаш почитувај ги сообраќајните правила и прописи, затоа што животот не дава втора шанса. На секое патување, без разлика дали се возиш на предното или задното седиште, задолжително ставај сигурносен појас. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вози одговорно. Почитувани, продолжуваме понатаму во студио 10 со денешното издание, каде што во првиот дел имавте можност да го погледнете интервјуто во однос на насоките кои што ги дадоа според Еврометарот од страна на истражувачкиот центар Евротинг. Но она со што продолжуваме следно, а впрочем имавте можност веројатно и да насетите од рекламниот спот кој се емитуваше пред малку, се однесува токму на следната наша тема, исклучително сериозна и исклучително важна за разговор, затоа што со се поголемата експанзија и на градовите, и растот, и преселбите кои што се случуваат, но и гуснувањето на едно место на многу луѓе каде што порано имало малку, сообраќајот станува еден предизвик за кој што мора постојано да се разговара и посочува во однос на безбедноста. Токму за тоа, за последните кампањи на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, за децата и младите, но и дополнително за ставањето појас и се она што е предмет на покревање на свеста кај јавноста, разговараме со портпаролот на РСБСП. Ова мислам дека е еден од акронимите кој ми е најголем предизвик да го запамтам како одисорет. Дејан Антоновиќ, добре дојде во студио 10. Добро ве најдов. Како си? Извини на ти директно. Па можеме на ти, да. Добар сум, благодарам. Со обзир на околностите, со пандемијата, со сите овие работи кои се случуваат, некако се обидувам и јасно и институцијата која представувам да продолжиме со некаква работа, односно со работа колку што можеме и колку што даваат условите. Сепак во денешно време се сведува на теренска работа, па кога таа е невозможена, тогаш преку медиумите мораме да ги покриваме тие недостатоци кои ги имаме ради актуелнава состојба. Покренувате кампања токму насочена кон младите и кон децата и веќе од рекламниот видеоспот кој што го видовме првиот, ќе ги видиме и останатите 4 кои ги имате направено во рамки на оваа кампања. Акцентот го ставате токму врз младите, затоа што и млади беа во рекламното видео, но и децата кои што се сопатници постојано. Сметате ли дека можеби на тој начин ќе допрете до возрастните? Па вака, прво сакам да кажам дека Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата преку цела година континуирано прави кампањи во зависност од актуелните календарски настани. Ги правиме и тие кампањи. Излеговме од зимската кампања околу носењето на зимска опрема, па сега ќе влеземе во оваа кампања за секоја година традиционално кон почетокот на школската година и во почетокот и кон крајот на школската година, значи април-мај, ја почнуваме оваа кампања со видеоспотови, каде што преку видеоспотови емитуваме, сакаме да ги подсетиме граѓаните, да им посочиме, да не се забораваат колку е опасно доколку не ги почитувате зацртаните правила и прописи, како и доколку ја намалите својата сообраќајна етика и култура. Видеоспотовите сметам дека ќе допрат до граѓаните, бидејќи се направени брзи, често се емитуваат во соработка со вас медиумите, зашто сум лично, но и институцијата која представувам благодарен, но и се реални, бидејќи можевме да видиме во спотот дека ова што се случува е реална работа, не е некоја фикција. Брзо возење, значи неприлагодена брзина, непочитување на правила и прописи, неносење на појас, веројатно конзумирање на алкохол, можеше тука да се стави мобилен телефон. Сето тоа се услови и опасности кои можат при најмало да ви го намалат вниманието при возењето и да направите сообраќајна несреќа. Тоа е веројатно еден од најголемите предизвици можеби со кои што се справувате како совет во однос на покревање на свеста за употребата на мобилниот телефон, затоа што тоа е би рекол изминатите периоди. Па да, малку е веројатно најпроблематично, бидејќи еве и јас се соочувам каде постојано загледувате во сообраќај луѓе кои што си седат со телефони и си возат, како да тоа е
Најголем проблем и натаму останува неприлагодената брзина, односно брзото возење, непочитувањето на сообраќајната сигнализација или во превод поминување на црвено и алкохолот. Тој остана од почетокот на постоењето на Да, а мобилните телефони се исто така една од новите трендови на кои може да предизвикаат големи опасности. Ние имаме кампања во текот на годината и околу употребата на мобилните телефони, но повторно ќе кажам, најголемите опасности се неприлагодената брзина, користењето на алкохолот, односно пиењето и возењето или возењето или пиењето, во зависност од како ќе го гледате, како гледате на работите, и се разбира непочитувањето на сообраќајната сигнализација или повторно кажам во превод поминување на црвено, што за жал и покрај свесноста дека е тоа опасно и покрај оние кривични законски одредби и санкции сепак се случува, а тоа се големи сообраќајни прекршоци кои ги чинат луѓето и живот. Кажи ми, Дејан, која е главната мисија и визија, впрочем, на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, за да не мислат гледачите дека станува збор само за рекламни кампањи, дека правите видевца, туку генерално постоењето на овој совет? Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е институција или совет кој експертски изготвува стратегии и укажува на тоа што треба да се користи во сообраќајот. Сообраќајот е сепак наука и преку во соработка со МВР и останатите други надлежни институции ги изготвува идните стратегии за, например, кои ќе бидат црни точки на патиштата низ државата, кои законски одредби би ги препорачале да се користат и многу други работи. Имаме многу работа, но оно што е најважно како совет е дека сме активни на терен и се обидуваме да ја разбудиме јавната свест кај граѓаните, кај учесниците во сообраќајот и да се обидуваме преку нашите кампањи да подигнеме сообраќајната култура, но и етика, бидејќи луѓето, човечкиот фактор е најважен во сообраќајот. Сообраќајот е наука, јас сакам само еден податок да дадам, дека на ниво на годишен број на жртви во светот, најголем број според Обединените нации на жртви, човечки жртви во светот, нема ниту од болести и пандемии, нема ниту во војни, нема ниту во елементарни непогоди, него во сообраќајот. Најголем број на годишно ниво човечки жртви се во сообраќајот. Значи, сообраќајните незгоди се буквално пандемија која не е без крај, а сето тоа зависи од луѓето. Ако земеме во предвид да направиме споредба дека војните ги предизвикуваат луѓето, но они не мораат, ако ги земеме предвид дека еве пандемијава актуелна, можеби не е зависела од нас, ако е некој природен циклус, сообраќајот зависи од луѓето. Нашата цел е преку нашите едукативни кампањи да им посочиме на луѓето, на учесниците во сообраќајот, ние сме сите потенцијални жртви во сообраќај. Во сообраќајот немате ни верски, немате ни религиозни, не зависи дали сте христијани или муслимани, или дали сте американец или европеец, машко или женско, дете или старец, значи сите сме потенцијални жртви во сообраќајот. Секој од нас како се однесува во сообраќајот, доколку сите се однесуваме по тие правила и прописи и норми, ја имаме на почитување култура и сообраќајот ќе биде многу помирно место за движење. Кажи ми, Дејан, соработката со институциите, со останатите оние кои што се релевантни за вашите истражувања, дали е на добро ниво и ви излегуваат во пресрца сите потреби за стратегиите? Па имаме одлична соработка, сите овие кампањи ги правиме во соработка со одредени надлежни институции, најповеќе со МВР, бидејќи со сообраќајниот дел на МВР сме некако поврзани во соработка. Последната кампања која правевме за појас беше во соработка со МВР, бидејќи колку и да апелираме ние да се користат заштитните појаси или ремени или како веќе се нарекуваат во автомобилите, сепак МВР се тие кои можат на лице место да констатираат колку се користат, дали се користат и потоа се прават тие статистики за да можеме па ние да имаме во вид дали оваа кампања помогнала да се намали бројот на лицата кои го игнорираат носењето на појаси. Тоа е последната кампања, но повторно ќе кажам, ние континуирано целата година правиме кампањи, од зимска до летна сезона, значи имавме за зимска опрема, па имаме сега за појас, имаме за овие видеоспотови за децата, доаѓа летната кампања,
за мобилните телефони и континуирано секогаш за алкохолот, дека не треба да се користи доколку нели управувате со моторно возило. Така. Од колегите од режија ќе ги замолам да го погледнеме во продолжение видеото Маркет К, како што е именувано, и веднаш по него да го погледнеме и видеото именувано како сервиска. Не паркирај на пешачки премин. Никогаш не излегувај од левата страна на возилото кога е паркирано на улицата. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вози одговорно. Ајде да играм. Улицата не е место за детска игра. Секогаш почитувај ги сообраќајните правила и прописи. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вози одговорно. Во однос на денешното интервју кое што го правиме со портпаролот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Дејан Антоновиќ, токму овие видеа кои ги погледнувате во текот на разговорот се дел од кампањите насочени кон младите и кон децата. Дејан, кои се главните совети кои што Републичкиот совет еве ги дава по однос на учесниците во сообраќајот? Значи, делот со носењето на појасот е секако една многу важна работа, бидејќи споменавме досега дека голем дел и од смртните случаи настануваат токму поради неносење, но и алкохолизираната состојба. Но има еден дел кој што ти го споменуваш еве и во текот на разговорот и претходно пред да влеземе во студио, делот на сообраќајната етика и култура. Па се обидуваме да им посочиме на луѓето дека треба етички да се однесуваат, како што се однесуваат и на работното место, во домашните услови, во професионалниот живот, така треба да се однесуваат и во сообраќајот. Има една вистина, а тоа е какви сте дома, какви сте на работа, такви сте и зад воланот. Значи, ние се обидуваме преку нашите кампањи, првен да ги подсетиме оние кои заборавиле колку сообраќајот може да биде опасно место. Од друга страна, ние сме дел од сообраќајот, значи не можеме да го избегнеме сообраќајот у денот. Сакаме да ги подсетиме граѓаните дека не смеат кога се зад воланот неконцентрирани да бидат, например, колку пати од граѓаните, па сега можеме да кажеме од лично искуство, понекогаш од точка А до точка Б ќе одиш, веќе не си ни присутен, тука гледаш само да стигнеш. Дека истата, механички. Да, механички да стигнеш, во меѓувреме размислуваш за кредитите што ги должиш или за проблемите што ги имаш, па на мобилен телефон ти пред влегувањето во студиото убаво го кажа тоа, значи на семафор кој ќе застанеме, додека се чека зеленото светло, сите се загнати во телефоните и практично не се концентрирани. Ние се обидуваме преку нашите кампањи први да допреме до учесниците на сообраќајот, пред се до возачите, но и пешаците, и велосипедистите, и мотоциклистите. Буквално сите додека се во сообраќај, додека се движат, треба да бидат максимално концентрирани на случувањата што се случуваат околу нив. Од друга страна, сообраќајната етика и култура е токму тоа. Не можете вие доколку не тргнал тој веднаш да свирите, да вознемирувате, да вреѓате и да правите дополнителна тензија. Трета работа, треба да се знае, спотот виде каде треба, и тука е сообраќајната етика и култура, дали ќе паркирате колата на пешачки премен, значи се знае дека не можете да ја паркирате колата на пешачки премен, или децата или луѓето да стојат тука или да играат топка или било што. Нашата цел е да им посочиме на граѓаните и на учесниците во сообраќајот да се однесуваат првин етички и морално, значи културно, се знае дека не можете да запрете на кривина, се знае каде се паркира возилото. Тоа се некои основни работи кои луѓето во денешниот начин на живот, во брзото живење, во обврските, во нешто што живееме денеска 100 на сат, понекогаш ги забораваат. Пред да влеземе во студиото и тоа го зборувавме, дека со возило не можете вие да дојдете до влезот или до продавницата и
Значи, можете малци да пропешачите. Да. Сите тие работи кои ги кажувам сега се дел од загрузувањето на безбедноста во сообраќај. Доколку вие возилото го ставите на лошо место, тој треба да се престројува на другата лента, при престројувањето може да дојде до несакан сообраќајен инцидент. Доколку не ја оставите колата како етички пример, доколку колата ја ставите таму каде што треба, тогаш помалку, уште една шанса помалку да се загрози сообраќајот во тој миг. Дејан, има една работа која што веројатно многумина би рекле дека се должи зголемувањето на тоа се должи поради пандемијата, но јас не мислам дека е така. Еве, одамна сум во сообраќајот како возач и нервозата, немањето трпение, еве што спомена ти, употреба на свирката, само што се вклучило зеленото светло, веднаш свират одзади, затоа што не сте тргнале. Па почекај, може би е постара, еве јас имам постара кола на пример. Не тргнува тоа одеднаш. Никакво трпение, доколку нешто има дефект. Примерот го земавме, сите ќе свират. Вие ќе свирите бидејќи тој што е со колава се. Доколку па вас ви се расипе колата, онда викате што ми свира толку, па што да правам кога колата ми откажала. Значи тоа како совет ние се обидуваме да им укажеме на граѓаните, да им помогнеме преку практични примери дека мора да имаме малце култура, трпение и почитување во денешно време на сеопшто непочитување во сите можни гранки во животот, во сообраќајот непочитувањето значи може да го чини човечки живот. Оттаму ние као совет нонстоп апелираме дека треба да се подигне првин јавната свест. Јавната свест кај учесниците во сообраќајот. Не само за оние зад воланот, туку и пешаците. Не може пешакот да прерипува ограда и да не преминува улица на пешачки премин, кај што нема пешачки премин, а при тоа да бара да има предност. Од друга страна, тоа сум го забележал. Поминува, на пример, еве ке Зелено пазарче ми паѓа на памет сега, на сред улица тука и вака ви прави да застанете. Не, дечко. Значи ти немаш предност. Што бараш овде? Има уште една работа која нонстоп е споменува, ама тоа е велосипедистите, можеби едни од најнедисциплинираните учесници на сообраќај. Еднош ка возат како кола, еднош ка се пешаци, еднош ка се велосипеди. При преминување на зебра, на семафор, не смеат они со велосипед да го преминуваат. Може да го загрузат пешакот. Туку мора да се симнат од велосипедот и пешки како пешак да ја преминат улицата. Освен во делови каде што има една црвена лента, каде што можат по неја да се водат. Но колкумина од велосипедистите тоа го прават. Или уште еден пример за таа сообраќајна култура и етика. Возењето во град е дозволено 50 км на час. А дали е полна улицата или е празна улицата, вие не смеете да возите повеќе од 50 км на час. Обично, кога се празни улиците, луѓето возат и по 80 и по 100. Доколку ги прашате зошто, ќе кажат па добро, нема никој зошто да возам полека. Значи тоа е таа култура која мораме сите во нас да ја всадиме. Или она приказна уште за крај на овој разговор, па добро 2-3 ќе испијам, не е ништо, 2-3 алкохолни пијалоци можам да возам. Не. Крепам, ке речат, крепам велат. Да, и оној мачо фазон на Балканот, како се сопругата ќе ме вози 2 раки и сум испил. Значи, сето тоа се обидуваме преку нашиве едукативни кампањи, да им кажеме први на возачите. А потоа, тие возачи се и родители, тие родители утре треба да ја направат првата едукација на своите деца, бидејќи ние сите како родители сакаме да имаме деца да се безбедни во сообраќајот, а за да бидат безбедни во сообраќајот, покрај институциите, покрај нас како Републички сојуз за безбедност, покрај училиштата, првите образовни знаења за сообраќајот ги прават токму родителите на своите деца. Па доколку како родител не сте доволно образован, онда и детето не можете да го научите како да се однесува во сообраќај. И сосема за крај на овој разговор, сега ми падна нешто на памет и тоа многу често луѓето го коментираат. Работата е во тоа што ние можеме, ако сакаме, и ја имаме свеста, но само од Нови Сад нагоре. Како преминувате граница со Србија надолу веќе, таа свест исчезнува. Од Средна Европа кон Балкан. Да, тоа што јужнието тужнije, нели така? И таа свест некако исчезнува. Одеднаш фрлате од прозор ѓубре, одеднаш возите брзо, престројувате непрописно и така натаму. Треба да се подигне културата и свеста, но значи можеме, ама јас сакав да кажам и малку и за родителите, сите ние што сме родители. Многу интересен податокот дека од мали нозе децата ги праќаме на уметност, ги праќаме на спорт, ги праќаме на јазици, но никој не ги праќа децата
малце да се образуваат во сообраќај. Бидејќи вие можеби и другите работи се важни, не викам не, но сообраќајот некако ви е нужна потреба или може да биде нужно зло. Значи децата освен што се едуцираат во училиштата, треба да се воспитуваат и дома. Родителите треба да им укажат како да се однесуваат во сообраќај, како да внимаваат, доколку години не смеат децата сами да се учесници во сообраќај. Дете кое оди во училиште под 10 годишна возраст не смее да е само, треба да е во група или со родител. Кога да вози велосипед, бидејќи тоа што ќе го научат децата дома, првичното тоа што и родителите им се конечно и пример, како се однесувал татко ти во сообраќај, така ќе се однесуваш и ти. А подоцна и ние како институција, образовниот процес, затоа што тие деца се утре идните учесници во сообраќај и како ќе научат сега, така ќе се одвиваат во животот. Така да еден апел до родителите, малку повеќе да зборуваат и да работат со децата и да бидат позитивен пример за нив, бидејќи сите сакаме да сме безбедни во сообраќај, а од нас зависи дали ќе сообраќајот ќе биде побезбеден или помалку безбеден. Благодарам, Дејан, многу за издвоеното време за тоа што беше дел од студио 10. За соработката. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму, останете со телевизија 24, следуваат уште две интервјуа. Не, улицата секогаш се поминува на обележан пешачки премин. Секогаш кога сакаш да ја поминеш улицата, внимателно погледни на двете страни и помини на пешачкиот премин. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вози одговорно. Со велосипед преку коловоз се преминува на одбележан велосипедски премин и тоа само кога семафорот за велосипеди свети зелено. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вози одговорно.